Се најдуваме во манастирската црква на манастирот Света Богородица Пречиста. Овој манастир потекнува од првата половина на 14. век, од 1316 година, и се вика Крнински манастир. Тој манастир бил опожарен во 1558 година, во 1643 година повторно обновен, така да животот во овој манастир не престанал со работа, а денешниот манастир, каде се најдуваме, е подигнат во 1847 година. Манастирската црква се градела цели 10 години до 1850 година. Овој манастир Света Богородица Пречиста е карактеристичен за македонската природба. Имено во овој манастир работеле или се школувале Јоаким Крчовски и Кирил Печиновиќ. Тука престојувал Јордан Константинов Джинот и собирачот на македонските умотворби Марко Цепенков од Прилеп. Во епитафот на надгробната плоча на Печиновиќ стои дека покрај Хилендар се школувал во овој манастир. Исто така карактеристично за овој манастир е тоа што тука за прв пат почна да работи првиот македонски иконописец Дичо Зограф, кој ги насликал позади мене сите икони во тој период, а исто така неговата дејност ја продолжил неговиот син Аврам. Манастирот во тоа време бил еден од побогатите манастири. Со неговата градба е сврзана и една легенда која говори во тој турски период му дошол бегот од Кичево и му рекол: што градиш ти овде? И тој рекол дека јас сум од Бога пратен да градам свет дом за верниците. Дошле до опклада како да го гради и покрие тој манастир. Бегот во шала му рекол дека јас ќе ти подарам и имот во селото Мјокази. И навистина си достал на зборот, затоа што игуменот обетил дека ако фрли чаша од кровот на овој манастир полна со вино, ќе го покрие. Ако се скрши таа чаша, тогаш треба да се сруши. И навистина таа чаша полна со вино останала полна, здрава, но Богородица му дошла на сон, му рекла: како ти се обложуваш, ја бев встреча близо во близината, ја фатив таа чаша, и немој така да христијанството остане без своите домови, своите верници. Овој манастир во градбата е еден од попознатите манастири, со највисока купола, има скоро 18 метри и е живописана, реков, од македонскиот иконописец Дичо Зограф. А во оваа црква се најдува и култно место, каде луѓето од Мака се протина низ тоа култно место над познатата икона Света Богородица, која е со Исус Христос, а од другата страна се најдува Исус на истото дрво е насликан Исус Христос. Таа икона е најверојатно од Хилендарскиот манастир донесена во тој период. Доаѓале монахини од Русија, доаѓале од Србија и наши монахини кои го обслужуваат и денес овој женски манастир Света Богородица Пречиста. Се најдуваме на археолошкиот локалитет Кнежински манастир. Овој археолошки локалитет е познат во науката од поодамна. Имено откриена е базилика од 4. век, многу убава базилика со под, мермерен под со големи прикази од тој период. Потоа на таа врстава базилика од 11. до 13. век е подигнат средновековниот манастир, посветен на маченикот Свети Ѓорѓи, што и денеска се слави во овој крај. Понатака сакам да спомнам, во 1739 година бил спален, а врз унатините
се вршени тие ископувања. Најдени се остатоци од фреско живопис, кој фреско живопис навистина има убави прикази за животот на овој средновековен манастир. Тие фрески се конзервирани од страната на Републичкиот завод за заштита на спомениците и се чуваат во музеот Западна Македонија во Кичево. Работите наскоро треба да продолжат со поголеми зафати и со помош на Министерството за култура на Република Македонија. Меѓународната кичевска ликовна колонија почна со работа 1993 година по иницијатива на академскиот сликар Мирослав Крстевски Миро од Кичево. Немајќи средства и немајќи можности, една договорена работа да се реализира, побара помош од АД Тајмиште Кичево и во тој момент му излеговме во пресрет и фактички тога и почна таа година се одржа првата меѓународна кичевска ликовна колонија, односно тога и не беше меѓународна заради тоа што учествува 8 уметници од Македонија. Морам јавно да им се заблагодарам на неколку академски сликари и скулптори од Македонија кои дадоа голем придонес и активно учествува и во работата и во организација првите години на кичевската колонија. Тоа е Петар Хаџибошков, Васил Василев, Симон Шемов, сигурно дека господинот Климе Коробар и посебно Љупчо Маленко имаат исто голем придонес. Во оваа година по 13 пат се одржа меѓународната кичевска ликовна колонија. Првите 2 години почнавме во манастирот Свети Пречиста. Тоа е, мислам, изворедно живописно место на 10 километри од Кичево према патот за Битола. Потоа од манастирот Света Пречиста кичевската ликовна колонија се префрли во манастирот Свети Ѓорѓија. Тоа е од другата страна на Кичево. И тука во конаците од манастирот кичевската ликовна колонија беше се до 2003 година. Од причини што, да речеме, сакаме да создадеме уште подобри услови, тоа го направивме, почнавме во 2003 година и веќе 2004 година се одржа меѓународната кичевска ликовна колонија во куќата на уметноста, така да, мислам, со тоа се создадоа услови да можат повеќе уметници да учествуваат. Она што е битно за кичевската меѓународна ликовна колонија е тоа што таа трае 365 дена во годината, е тоа што мислам има услови, ако некој во периодот првите 20 дена од јули месец не може да биде тука, може во секој период да биде гостин во куќата на уметноста и да биде учесник на кичевската ликовна колонија, нормално во која били во годината во која се одржала таа ликовна колонија. Овој период, овие 13 години, мора да кажам дека на меѓународната кичевска ликовна колонија учествувале повеќе од 200 уметници, скулптори и графичари кои оставиле преку 850 платна и близу 100 мислам скулптури и други дела. Мора да истакнам и тоа дека прва станица кичевската изложбата на кичевската ликовна колонија секогаш се одржува на 11 септември, на денот на ослободување на Кичево, и после тоа прва станица е Скопје, каде што 10 дена се презентираат делата. Одавде постоа сигурно дека шетаат во другите градови низ Македонија, а ова година заедно со членовите на управниот одбор, мора да и кажам, тоа е господинот Љупчо Маленко, Клетников, Михаил Ренџов, Наташа Толеска и други. Мислам, во тој дел се договоривме да меѓународната кичевска ликовна колонија во прво време представиме во соседните држави, а потоа сигурно дека и да ја погледат и диаспората
и во Европа и пошироко.